Добар ден. Она што најмногу ги засега здравствените власти и би рекол сите авторитети во државите во светот е токму коронавирусот. Неговото рапидно зголемување и бројот на заболени пациенти е она што загрижува и токму затоа во Фактор здравје денеска решивме да ви го представиме овој коронавирус и дали навистина се реални шансите и ни следи опасност од негово рапидно зголемување и појава на болни лица. Јас сум Илија Николовски и ве поканувам до крај да бидете со Фактор здравје во првата доза на информации во рубриката Истражувањето докажа. Споменав дека денешната тема кореспондира или корелира со она што е најактуелно во светот, а тоа е коронавирусот. Токму затоа би рекол или како загревање на информациите кои што ќе следуваат со гостинката, сакам да ве запознам со новите статистички податоци и најнови вредности во однос на она што се случува во светот и што го реферира Светската здравствена организација и авторитетите од Кина, од каде што потекнува и овој вирус. Според последните статистички податоци, моментално 362 лица починале од коронавирусот во Кина. Од вирусот кој се појави пред нова година во градот Вухан, заразени се над 100 лица и во 22 држави во светот. Се смета дека најголем дел од овие лица биле претходно во градот Вухан, од каде потекнува вирусот. Светската здравствена организација веќе прогласи воредна состојба зашто коронавирусот се шири надвор од границите на Кина. Она што најмногу загрижува е фактот што вирусот се шири многу брзо и се пренесува од човек на човек. Главна причина за тоа е пренаселеноста на земјата, на која живеат веќе 7,7 милиарди луѓе или дури 4 милиарди луѓе живеат на 1% од земјината топка. Колку повеќе луѓе живеат на помал простор, толку е поголем и ризикот од појава на патогени кои што предизвикуваат болести. Дополнително аспектите за темата денеска коронавирус ќе ги разговараме со примариус доктор Гордана Кузмановска, специјалист епидемиолог од Националниот институт за јавно здравје на државава. Добар ден, добро дојдовте доктор Кузмановска, како сте? Добре ве најдов, добар ден и ги поздравуваме вашите гледачи. Благодарам, долго време не сме се виделе, постои причина пак да. Сигурно, она што е важно и што како загревање би рекол на овој разговор би сакал и темата коронавирусот, дали навистина станува збор за нешто што е научно докажано или evidence-based medicine, медицина базирана на докази во смисла на создавање на коронавирусот, или сепак тука играат улога оние конспирации или теории на заговор за кои што надолго и на широко се пишува. Има ли научна основа за појава на овој вирус? Да, видете, ги читаме и ние таквите вести, нели? Епидемиологијата и наука, која што црпи информации, се разбира дека се заснува на научни факти, меѓутоа со онај дел од епидемиологијата што се века epidemic intelligence, ние редовно сме во контакт со сите гласини, руморот, она што произлегува од други извори, кои што не се здравствени, ги слушаме, ги читаме овие претпоставки. Морам да кажам дека ги има многу, меѓутоа како што реков се бавиме со медицина базирана на докази, значи само она што сметаме дека и не се бавиме со шпекулации. Јас сега ќе кажам дека дали е измислен во лабораторија, дали на некој друг намерно начин, или случајно, намерно или случајно, вирусот го имаме. Тука е, носи човечки животи, разболува огромна бројка имаме на заболени, веќе во споредба со, да речеме, претходните алерти што биле од овој коронавирус, во смисла на појава на SARS вирусот, нели, и сами го споменавте, тој се појави 2002 и 2003 година и веќе престана, од тогаш немаме нови случаи. Заврши со некаде околу 8100 заболени и 770 случаи на умрени луѓе. А подосна се појави MERS коронавирусот и тоа е од групата на коронавируси 2012 година. За жал, MERS коронавирусот се уште обстои, иако генерално и главно заболуваат луѓе во земјите на Блискиот Исток, претежно во Саудиска Арабија, сепак постои голема шанса и постојано се извезува некој во некоја друга држава. Сега ова нова закана би рекла некако циклично или периодично на 3 до 4 години се појавува некој ваков вирус. Сега не можеме да кажеме, или јас лично како епидемиолог, не можам да кажам дека ова беше, не знам, неочекувано или изненадувачки. Може би не се очекуваше во овој момент, меѓутоа секогаш треба да бидеме спремни. Кажавте и вие малце пред малку дека Кина се соочува со огромна бројка на жители, дека луѓето пренаселеност е во многу близок контакт со животинскиот свет.
претежно со птиците, меѓутоа и со сите други животни, кои што ги користат генерално за храна. Така да овој близок контакт многу често пати, и тоа е некако нормално, барем мене ми е нормално, да води до од време на време прескокнување на бариерата животно-човек, зборам од гледна точка на вирусите и другите причинители на заразни заболувања, нели? Они често при тој контакт се прилагодуваат. Вирусите се едни од подложните на промени суштества на планетава, прилагодувајќи се на така да разни често услови. тие си се прилагодуваат и си ја прескокнуваат таа бариера и затоа овие зоонотски, велиме, причинители на заразни болести што ги има во животинскиот свет и што во последно време многу се популарни, да не речам него, се застапени, многу често се прескокнува таа бариера изминативе години и децении, сведоци сме и на пандемската инфлуенца, и на многу други заболувања, значи треба да се земе сериозно во обзир. Да. Не дека не очекувам, меѓутоа сепак треба да бидеме подготвени што се прави. Да, сигурно и превенцијата е клучот нормално на сето ова за што ќе зборуваме подоцна. Благодарам уште еднаш за вашето присуство. Следува блок реклама и пауза по која што ве поканувам да ни се придружите со ваши прашања во Фактор здравје. Веќе ја почнавме денешната тема коронавирус во Фактор здравје, тема што ќе продолжиме да ја разговараме со примариус доктор Гордана Кузмановска, специјалист епидемиолог од Националниот институт за јавно здравје. Доколку имате интерес, слободно јавете се и поставете прашање на 6091-924 и 6091-925. Доктор Кузмановска, бидејќи објаснивте кои се карактеристиките на коронавирусот, она што е најважно би рекол или дали има одредена клиничка слика и манифестација која што сигнификантно и точно може да ве насочи како лекари и епидемиолози токму на овој коронавирус? Не постои такво нешто, исто како кај грипот, кога зборуваме дека една широка палета на симптоматологија и двете заболувања се респираторни заболувања, значи се пренесуваат преку дишниот, респираторниот тракт. Сите досега познати коронавируси, бидејќи ова не е прв коронавирус кај човекот, имаме 4 врсти на коронавируси кои што предизвикуваат заболување кај човекот, веќе се познати. Ако ги исклучиме мерсот и сарсот, тие се дополнителни, и овој новиот сега, значи тоа е вирус кој што рековме нов, непознат досега и секако дека има бројни дилеми околу изворот точен на вирусот, околу начинот на пренесување, малтене и нема дилеми, меѓутоа колкава е неговата потентност да предизвика брзо ширење понатаму, колкава е неговата потентност да се пренесува од човек на човек, што во почетокот изгледаше дека е многу мала, за разлика од сарсот или некои други вируси, а сега поради многу брзиот раст на бројот на заболени можеме да претпоставиме дека не е баш толку мал колку што се очекуваше. И колку е неговата можност да оној степен на проширеност, брзо да се шири, а да не може да се спречи. Значи многу непознаници имаме, светските научници работат на различни полиња со поддршка на Светската здравствена организација, на Европскиот центар за превенција и контрола на болестите, Центарот за превенција и контрола на болестите во Америка исто така и многу други референтни меѓународни и национални институции работат на ова поле. Вие знаете дека веќе почнавме да зборуваме и за истражување во врска со пронаѓање вакцини. Најдобриот третман кој е? И тука лутаме во темница се уште, бидејќи за најголем дел од вирусните заболувања ние немаме каузална терапија. Вирусот, знаеме, не се лекува. Тука се служиме со симптоматска терапија. Така е. Меѓутоа, сепак има одреден број вирусни заболувања, како што е грипот, да речеме, како што е хив-сидата, каде што постојат така наречени лекови кои што ако се дадат во точно определен период, како на грипот, да речеме во првите 24-48 часа, може да имат многу голем ефект и болеста да ја прекинат или да ја ублажат. Значи, се работи на терапијата, на пронаѓање на превентива, секако сите аспекти на можности и начини да се задржи ширењето на вирусот во делот каде што е, нели, во тој епицентарот, така да го наречам, во Вухан, во провинцијата Хубеј во Кина,
или доколку се појави, доколку се извезе во некоја друга земја, со брзо преземање на ефикасни превентивни мерки да се задржи инфекцијата и да не се шири понатаму. Рековте дека нема одредена или сигнификантна клиничка слика токму коронавирусот, но од она што досега е познато и бројот на заразени, но и од контактите кои што секојдневно и вие ги имате со колегите во другите држави, каква е таа слика и манифестација која што ја дава? Пред се рековме се пренесува од човек на човек и до колку време, односно каква е неговата инкубација, за колку време дава симптоматологија? Така, одлично. Подсетивте, значи се пренесува, како што реков, како и другите респираторни болести, преку кашлање, кивање, значи близо контакт на луѓето, кога... Значи тој секрет или капки, ете така, што се изфрлува вирусот преку секретите дишни, а меѓутоа, како и повеќето други вируси, може кратко да се задржи во надворешната средина или на кожата на луѓето. Докажано е сега, научниците реков истражуваат дека доколку има протеинска материја каде што тие ќе се залепат вирусите, може дури неколку дена да преживеат. Дури можат и преку директен или индиректен контакт, преку предмети од околината, раце, затоа велиме мите раце, тоа е значи многу ефикасна превентивна мерка кај многу други заболувања, не само кај сите, кај и како начин на хигиена. Така. И како што рековте и вие, сепак има симптоми нели кои што се јавуваат на почетокот. Најголем број од заболените во почетокот се сеќавате беа 44 па 59 и понатаму растеше бројката. Сите беа со висока температура на 38 степени Целзиусови, кашлица и се извинувам. Да, може да го прекинете, не е никаков проблем. Јас само сакам да подсетам дека сите оние кои што имаат интерес слободно може да се јават и да контактираат со Фактор здравје на 6091-925 и 6091-924. Освен високата температура, значи освен тоа што температурата е покачена, имаме и појава на сува кашлица најчесто и отежнато дишење, различни степени на отежнато дишење. Сега се подразбира дека луѓето кои што имаат некоја хронична болест, луѓето кои што се на возраст поголема нели над 65 години или имаат историја на некое хронично заболување, како и помалите деца, најчесто поради нарушување на имунолошкиот систем реагираат поинаку, имаат потешка форма на заболување и може тука да има една цела палета на различни симптоми, меѓутоа генерално нападнате значи системот за дишење, респираторниот систем, доколку се искомплицира со појава на пневмонија, може да биде засегнати кардиоваскуларниот систем кај овие пациенти кои што имаат хронични болести, да заврши со инсуфициенција бубрежна и така натаму. Значи било која форма, како и другите респираторни заболувања кои што тешко може да завршат, како што е грипот на пример, меѓутоа генерално сега заболувањето се препознаа по висока температура, кашлица и отежнато дишење. Таа висока температура има ли одредена граница колку треба да надмине? Над 38 се смета дека е границата, значи треба да биде алерт 38 температура и повеќе и затоа генерално во најголем број од земјите во светот, каде што се врши скрининг на патниците кои влегуваат или излегуваат, пред се најпрви ни се мери телесната температура. Сите што имаат над 38 се рачунаат за можни случаи и се следат посебни постапки за да се утврди дали се или не се заболени од коронавирусна инфекција. И во однос на клиничката слика, уште сакам да ве прашам за колку време од пренесување или добивање на овој вирус дава тој одредена симптоматологија? Има ли некоја референтна вредност во смисла на време траење? Така, инкубацијата мислите или инкубацијата колку трае? трае? Така, како што реков, тоа е релативно, мислам, нов вирус е бидејќи, релативно... се извинувам што ќе ве прекинам, дали може и асимптоматски, без симптоми да помине? Релативно скоро е откриен, се уште се истражува, реков, има многу нејасноти, меѓутоа истражувањата досега укажуваат на тоа дека може да има инкубација од 2 до 12 дена, простично некаде околу 7, меѓутоа ја земаме границата 14 дена и доколку ги следиме патниците, луѓето со симптоми, значи тоа ќе биде 14 дена. 14 дена инкубација. Да, благодарам за овој прв дел од разговорот. Во продолжение ќе гледаме повторно блок реклами, пауза по која што ќе продолжиме со денешната тема во Фактор здравје, насловена коронавирус. Ви посакувам добре дојде денеска во продолжението од Фактор здравје со темата коронавирус, тема која што и вие сте добро дојдени да ја дискутирате и со свој прашања да ја збогатите на 6091-925, односно 6091-924. Подсетувам дека примариус доктор Гордана Кузмановска, која што доаѓа од Националниот институт за јавно здравје, говори на оваа тема и со задоволство ќе одговори на вашите прашања. Доктор Кузмановска, бидејќи многу факти се уште рековте не се познати и се работи на тема коронавирус, сигурно е познато како тој се диагностицира, како се открива. Па да, уште кинезите ми се чини многу брзо реагираа,
откако светот дозна за ова, уште на 7 јануари, значи, успеа да го докажат вирусот, дека се работи за нов вирус и го докажа дека е тој новел коронавирус 2019, како што го нарекоа отпосле. И веќе од 10 јануари овој вирус е достапен во датабазите кои што располагаа, значи, со овие вируси, а исто така е споделен на една мрежа меѓународна, која што е мрежа за споделување на информации, сите информации во врска со инфлуенцата, така да секоја држава, секоја земја што сака да го има, може да го има и да истражува понатаму. Сакам да кажам дека многу брзо се развие дијагностички тестови за дијагностицирање. Секако ние како држава, како претпоставам и повеќето други држави, уште од самите почетоци, кога спознавме дека се работи за нешто ново, успеавме да се организираме и веќе нарачано е да дојдат дијагностички тестови. Во моментот не располагаме со нив, меѓутоа ги очекуваме секој ден да стасат тие дијагностички тестови за да можеме да тестираме специфично на новиот коронавирус Вухан 2019. Иако морам да кажам дека нашата вирусолошка лабораторија, лабораторија за молекуларна дијагностика, располага со дијагностички тестови и кадар и опрема за да може да ги дијагностикува и да ги, да речеме, исклучува останатите болести кои што од групата на вирусни заболувања, кои што даваат речиси исти симптоми и иста клиничка слика и по тежина и по симптоматологија, а тука се останатите вируси на грип и на параинфлуенца, вируси на птичји грип, SARS, MERS и располагаме исто така со 4 различни видови коронавируси кои што досега се појавиле кај луѓето. Дијагностичките тестови некои земји ги имат, некои ги немат, меѓутоа добро е да знаеме дека има и понатаму се работи на доусовршување на овие дијагностички тестови, значи може да се постави дијагноза. Предпоставувам повторно со капка крв земање. Се зема, да. Се зема бриз од грло и од нос, исто како за инфлуенца. Да. И оно што сакам за сега да ве прашам, кога веќе ќе се потврди постоењето на овој вирус, на коронавирусот или новел коронавирус 2019, она што како терапевски протокол или начин на лекување постои, дали веќе е познато и во која насока тоа ќе се действува или ќе се презема? Така, клиники, инфективни оделенија, значи тие што се бават институции со лекување на пациентите, си имаат своји процедури за клинички менеджмент на пациентите. Тоа се веќе пропишани процедури кои што со децении постојат и тоа се малте на истите процедури кои што ги развивме за пандемскиот грип, кои што постојат и се доусовршуваат и постојано се практикуваат во секојдневната работа. Ние пациенти од грип и тешки случаи постојано имаме на интензивна нега, на респираторна машина. Така да ќе се активираат овие протоколи, а плюс тоа Светската здравствена организација веќе дистрибуираше еден куп протоколи за менеджмент, за клинички менеджмент, за дефиниција на случај, за превенција и контрола, за лабораториска дијагностика. Значи сите аспекти на докажување и справување со вирусот се опфатени, така да имаме и нови протоколи кои што ние сме некои сме ги подготвиле, некои допрва ги подготвуваме, така да се на располагање, имаме капацитети, имаме знаење, имаме можности. Сега проблемот е, како и за сите други заболувања, не само за грипот или за некој респираторно заболување или за новата коронавирусна инфекција. Значи, можно е пациентот, еве сега најновите, да кажам, достигнувања или истражувања до кои што дошле кинеските научници и со кои што излегуваат веќе во јавноста, се дека е можно да имаме асимптоматски форми на заболување, кои што секако играат улога во пренесувањето на заболувањето. Ако имаме асимптоматски случај кој што нема симптоми и не знае дека е болен, а лесно го пренесува заболувањето на друг и на трет, значи многу лесно заболувањето може да се пренесува. А на згора на тоа имаме и еден момент кога пациентот може да е заразен, да е инфициран, меѓутоа во фазата на инкубација, пред да му се појават симптомите, да не знае дека е болен. Во тој момент може и лабораторискиот тест да покаже негативност, а пациентот не знаејќи дека е болен, да ја шири понатаму болеста. Значи, овие моменти никако не можеме да ги превенираме. Не можеме секој човек што ќе дојде од Кина или секој кој што бил таму или секој кој што ќе покаже симптом директно да го тестираме, значи тоа е нерационална мерка. И самата Светска здравствена организација е многу умерена во мерките за превенција,
бара за секоја мерка која што е во низините препораки да се даде добро образложение, да се разгледа дали е тоа така или не и препорачува да бидеме рационални во преземањето на мерките, да не го истоштуваме здравствениот систем затоа што можеби допрва ситуацијата ќе ескалира. Сигурно. И она што е важно, препораките и преземањето на мерката во редна состојба која што ја означи Светската здравствена организација со цел да се подигне свесноста за превенција. Подсетувам, превенција бидејќи тоа е она што можеби на нашиот јавен здравствен систем и општо здравствен систем или луѓе во државава најмногу ни недостасува. Свесни сме за здравјето кога ќе заболиме, за жал. Така, превенцијата е најдобар начин на лекување, би рекла, иако тоа не е лекување, нели? Сигурно. А и вашата специјалност е и тоа. Така. Ние сме превентивци. Епидемиологијата е превентивна наука и се стремиме точно кон тоа. Затоа и во нашата држава и многу голем број држави во светот под раководство и под стручно, како да кажам, раководење на Светската здравствена организација, веќе однапред се направени протоколи, стандардни оперативни процедури, оперативни планови како да се справиме со некој ваков предизвик. Не само со инфлуенцата, туку и сите други респираторни инфекции кои што може да се појават. Генерално земите се спремни, затоа толку брзо и се реагира. Сите работиме согласно тие планови, се е разработено, се знае како ќе се постапи, зависно од начинот на пренесување, зависно од тоа во каква форма се јавува, зависно од изворот, ќе бидат насочени мерките на превенција. Во овој момент се знае дека заболувањето се пренесува преку респираторни дишни патишта. Нашите превентивни мерки ќе бидат насочени кон тоа. Во моментот заболувањето се јави во епидемиска форма само во Кина, во провинцијата Хубеј. Сите останати околу 22 земји во кои што болеста се пријавија случај, се детектира случај, сите се тие импортирани случаи. За сега, значи увезени. Така, увезени случаи. Сите излегле од Кина и или биле таму престојувале нивни граѓани или припадници на кинескиот народ и тие се заболените. Значи ние немаме заболен кој што ја стекнал болеста на подрачјето на друга држава, освен оние неколку земји каде што имаме една генерација пренесување од човек на човек, меѓутоа тоа е примерниот случај е дојден од Кина и од него понатаму се пренесува болеста. Сакам да кажам, немаме ендемска појава на оваа болест во ниедна друга држава. Во овие услови сите се насочуваме на превенирање на внесување на инфекцијата од надвор, како што прави и нашата земја. Во овој момент се преземаат мерки да не пропуштиме некој доаѓајќи од тие подрачја да ни влезе во државата и да ни ја внесе болест. Сигурно тоа се прави и на аеродромот, чинам дека Скопскиот интернационален, каде што една од мерките е мерењето на телесната температура. Така, на Скопскиот. Дали ова доволно, како мерка на предпазливост и превенција? Не можам да кажам дека е доволно, иако и самата Светска здравствена организација потенцираше дека поставувањето на термални камери и мерењето на температура може да биде неефикасно и повеќе да троши ресурси отколку да даде ефект. Тоа е јасно на сите. Со оглед на тоа, она што претходно го кажав околу можноста да нема температура, а да има болеста, од една страна, или да има асимптоматски форми. Од друга страна пак сите први случаи кои што се пренесоа во земјите надвор од Кина, во првиот период, првите недела две, сите беа на еден начин детектирани на аеродромите со таа термална камера. Затоа сметаме дека во овој момент и не е толку лоша идеја термалната камера и дека сепак ќе даде резултати, затоа ние ќе продолжиме со термалната камера да ги скенира и тоа не ги скенираме сите летови, бидејќи немаме директни летови со Кина, ги скенираме само летовите кои што на некој начин индиректно имаат конекција со Кина. Воспоставен е систем, патниците што стасуваат од тие летови се прашуваат дали доаѓаат од Кина или од провинцијата Хубеј, во зависност од тоа од каде доаѓаат, им се дава едукативен материјал да се само наблюдуваат доколку немаат симптоми, се подразбира, во наредните 14 дена да ја следат својата здравствена состојба и доколку им се појават симптоми, имаат телефонски броеви на кои би се јавиле, би ја пријавиле својата состојба, а понатаму постои цел систем каде треба да одат и што треба да прават. А за оние кои што ќе дојдат со температура, веднаш се изолираат во соба за изолација, им се става маска да не се мешаат со другите патници од моментот кога ние ќе дознаеме дека се работи за можен или сомнителен случај и понатаму согласно процедура на пациентот му се контактира, му се изготвува епидемиолошка анкета, се земаат во обзир сите постоечки факти и соодветно на тоа пациентот
евентуално може да се испрати на ефективната клиника, да се изолира, да му се земе материјал, да се направи диагностика и така натаму. Да. Зависно од потребата. Сигурно анамнезата или тие податоци се најважни, како што рековте, во однос на тој епидемиолошки лист. Уште еднаш да потсетам дека со примариус доктор Гордана Козбановска, специјалист епидемиолог од Националниот институт за јавно здравје, уште малку имаме време да ја дискутираме денешната тема коронавирус. Она што уште сакам да ве прашам е во начинот на пренесување, бидејќи кога вирусите се главна улога, би рекол, или кога зборуваме за било кој вирус, она што е важно дека секој може да биде заболен, значи да биде и носител, но и заразен од овој вирус, конкретно коронавирусот, што е она во однос на животот и неговата вирулентност, односно способност да се прилагодува. Каков е во таа насока коронавирусот? Значи, на самиот старт, првите недели после откривање на овој вирусот и првите испитувања, велеа дека вирусот има голема моќ кај одредена категорија популација, која што веќе ја напоменав, значи, возрастни луѓе и луѓе со намален имунитет, односно постоење на една или повеќе хронични болести во нивната историја, може да предизвикуваат тешки форми и да даваат дури и смртни случаи, а меѓутоа во однос на потенцијалот да се пренесуваат од човек на човек, се сметаше дека е помал отколку што тоа беше кај сарсот, например. И се уште тие факти не се променети. Никој од тие научници во поголемите земји кои што веќе истражуваат не излегол да каже не се смени, значи има поголема моќ на трансмисија од човек на човек. Веројатно и самиот вирус сега се прилагодува, пробува да најде начин и можеби во догледно време и ќе се зголеми таа трансмисибилност или потентност да се пренесува. Меѓутоа во моментот поголема е нивната шанса за појава и предизвикување на тешки форми кај возрастни луѓе. Да, имаме некого на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Да, добро дојдовте, господјо. Кој е вашето прашање? Немам јас прашање, меѓутоа зборуваме за нешто што знаеме дека е вештачки створена во лабораторија во Пухан и нема што да се дискутира понатаму. Значи знаеме дека е вештачки створен од поддржување од Британската асоцијација и тоа е створен таму, бидејќи лабораторијата во непосредна близина на местото каде што прво се појавени првите случаи. Све е јасно и затоа и се прогностички се знае дека ќе се направи во скоро време вакцина, бидејќи ќе се направи од истиот серумот кој што е направен вирусот. Не може да се направи во нешто друго. Јасно ко бел ден. Добро, благодарам за вашето јавување. Ќе се согласите со овој став или кој е вашиот коментар? Па јас и на почетокот реков, дали настанал вака или така, не навлегувам во шпекулации. Уште помалку сум сигурна дека настанал вака или така, бидејќи не можеш да бидеш сигурен во нешто во кое што немаш, нели, увид. Меѓутоа, за мене лично и за здравствените служби тоа е шпекулација. Како што реков, имаме заболени луѓе, имаме жртви, ние како здравствен систем мора да се справиме со тоа. Во секој момент ситуацијата е динамична, се менува, мора секој момент да ги менуваме одлуките и да носиме нови мерки превентивни, како што се нели развива ситуацијата. Без разлика, пак ќе повторам, дали вака или така настанал вирусот, вирусот е тука, присутен е и може реалност да биде и во Македонија. Да, и она што сакам уште да ве прашам како за окружување, токму вакцината, ве и господјата ја спомена, веќе Сабајлево имаше информација од BBC дека веќе некои италијански ваши колеги и научници работат на негово откривање на вакцина за овој коронавирус. Дали тоа ќе помогне во превенција и нормално траен имунитет од овој вирус? Така. Претпоставам дека многу од компаниите кои што работат на производство на вакцини веќе работат подолго време на ова тема и сама кажав дека иднината е, значи, работа на откривање на вакцина. Светската здравствена организација ги поддржува сите овие напори, ги помага, меѓутоа тоа не е толку брз процес. Сепак треба време и клинички сигурно испитувања, да. Значи не треба да се занесуваме дека тоа ќе биде многу брзо и многу. Да. И уште едно јавување, чинам дека и последно за денес во Фактор здравје го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господине. Кој е вашето прашање? Благодарам. Би сакал едно прашање до докторката. Да, дали ме интересира конкретно дали коронавирусот се манифестира со исти симптоми како обичен грип и дали доколку некој не дај Боже се заболи од тој вирус, коронавирус, дали би можел да се излечи со примање терапија за грип. Добро, благодарам за вашето јавување. Иако веќе еднаш споменавте, но може уште еднаш да веќе разговаравме за тоа, можеби не слушнал гледачот.
Значи, симптоматологијата, како што рековме, е многу слична со она на грипот и најчесто не само обичниот човек, туку и лекарот не може врз база на појава на висока температура, кашлици и отежнато дишење да заклучи дали се работи за грип, дали се работи за аденовирусна инфекција, дали се работи за риновирусна инфекција или се работи за новиот коронавирус. Рековме дека единствена потврда е дијагностиката лабораториска, односно молекуларната дијагностика или вирусолошката дијагностика. Како и да е, дали може да рече со онаа терапија за сезонски грип да се лекува коронавирусот? Па морам да ви кажам дека до сега претпоставувам се оди по класичните протоколи за лекување на вирусна инфекција, каде што не постои каузална терапија. Меѓутоа можам да кажам дека така има една изјава на тајландски научници каде што во една од нивните болници веќе е применет комбиниран метод на лекување, значи комбинација на антиретровирусни лекови кои што се употребуваат за лекување на ХИВ инфекцијата и лекови кои што се употребуваат за лекување на вирусот на грип, односно на инфлуенцата, така да веројатно во наредните недели па и месеци ќе се продолжи на овие истражувања и ќе се знае можеби малку повеќе, односно ќе имаме повеќе искуство од клиничкото лекување. И пред да ви се заблагодарам кратко, бидејќи рековме дека 362 лица веќе починаа од коронавирусот, што е она што предизвикува смртност, дали токму намалениот имунитет или дополнителните компликации? Па самиот вирус зависи од неговата вирулентност и од тоа на какво поле ќе најде, значи како организмот на човекот во каква фаза, во каква здравствена состојба е во моментот. Така што развојот на самата клиничка слика може да биде различен и да заврши со различен исход. Имаме голем процент на лица кои што многу лесно поминале. Да. 20% се смета. Сегашните сознанија велат дека околу 20% од сите вирусни инфекции со новиот коронавирус завршуваат со тешка форма пневмонија, па можно и смртен исход. Да. И уште едно јавување конечно имаме. Ало, господјо? Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да поставам едно многу важно прашање. Да. Според она што го имаме ние преку информативниве програми, дојде ни се од Кина околу 100 лица вработени во, мислам дека во театарот. Добро. Како и некои други лица кои што се влезени. Зошто не постапуваме по теркот на другите држави? Да истите 14 дена бидат во некој простор каде што ќе се очекува таа нивни инкубативен период, па после тоа да влезат до средината во која што живеат. Зошто тој метод не се применува? Имаме сознание дека и кинези се влезени и дека слободно се шетаат. Ние не сме нити против кинезите, нити против било кој. Меѓутоа, мерката ме предпазливост. Со оглед на тоа дека нема симптоматологија во првите 14 дена. Зошто не се најде простор во Македонија? Да речеме таму некаде некои воени простори, така натака, некој изолиран хотел некаде. Да они во тие 14 дена се држат во тој период. Во карантин на некој начин. Како би можела да се заштити инкубација? Не сакам да должам, сакам само да прашам зошто не се применува тој метод. Благодарам, поздрав. Вие веќе кажавте за мерките. Прашање, еве вака да објасниме нешто што не сме кажале. Значи, согласно документите кои што нашата држава ги изработила и е должна согласно нашата припадност на Светската здравствена организација и според меѓународниот здравствен правилник, имаме во план такви простори кои по потреба ќе се активираат, што господјата ги спомена да не должиме многу, крај на емисијата е. Да. Секако дека имаме собствени процедури и дека ние како епидемиолози целокупната здравствена јавност размислуваме на тоа, меѓутоа во овој момент сметаме дека тоа не е од интерес, затоа што не можете здрав човек да ставите во карантин. Не можете сите кои што ќе дојдат од Кина, без разлика дали се тоа кинески граѓани или наши, да ги ставите во карантин или во изолација. Си постојат процедури, како што реков, пропишани се, имаме алгоритми, докторите ги почитуваат и се знае точно која е процедурата. Се знае кој ќе влезе во изолација, ако има симптоми, а кој ќе остане само по здравствен надзор, односно само надзор и само пријавување. Да, ви благодарам доктор Куцмановска за фактите и оние информации кои што ги презентиравте за коронавирусот. Поздрав до колегите и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам на поканата, убав ден, се гледаме. Благодарам, премиариус доктор Гордана Кузмановска, специјалист епидемиолог, беше гостинка во Фактор здравје. Ви благодарам за вниманието и поздрав до утре. Пријатно.